Защо се стигна до ужасяващата трагедия в Северна Македония, отнела живота на близо 60 души? За корупцията, която убива всеки ден по малко, и причините да има толкова много деца и младежи сред жертвите и ранените. Сега включваме на живо Никица Корубин, общественичка и бивш депутат в Македонския парламент. Трудно е да ви кажа дори здравейте. Така е, добар ден. Ви благодарам за можноста да се обратам на вашите гледачи и да се надеваме дека сите преживеани ќе се опорават од оваа голема трагедија и да им спратиме сила на фамилиите на жртвите. Наистина ужасяваща трагедия, такава, която не може да си представим, защото всички сме родители и знаем какво се случва, когато загубим дете. Какво си говорите вие сред приятелския кръг, изобщо македонското общество как приема тази трагедия? Македонското общество е во шок. Од вчера рано наутро не разбуди оваа ужасна трагедија. Просто не верувавме дека тоа се случува. Бројката е огромна и помалку да се жртви е трагично, се разбира, секоја индивидуална жртва е сама за себе, меѓутоа фрапира не само бројноста на луѓето кои настрадале, туку и начинот и причините поради една, јас би рекла, бесмислена и бизарна трагедија која можела многу лесно да биде избегната доколку биле почитувани законите и доколку едноставно објектот бил наменет и погоден за собирање на поголема група на луѓе. Предпоставувам ги видовте вие фотографиите и снимките и вашиот медиум, предпоставувам ги имате информации, тоа апсолутно не е место каде што треба да има било каков престој на луѓе. Ние пускахме обикновени граждани от Кочани, които казваха, че корупцията убива по малко, по някой път и изведнъж. Можем ли да обявим държавата, че не си е свършила работата? Апсолутно. Ова е долгогодишно запоставување и невршење на работа од страна на институциите на системот и разбирлив е гневот и на граѓаните во Кочани. Во моментов баш ги проверува весите пред да се вклучам, има жестоки протести во Кочани и разбирлив е гневот на граѓаните. Кочани е релативно мал град, 20.000 жители, и трагедија од вакви размери, можете да замислите како го погодува, меѓутоа и ние сме мала држава, мала земја, Северна Македонија не потресе сите оваа трагедија. Нефункционалноста на системот низ годините само продуцира ваков тип на несреќи и за жал ова не е единствена ваква несреќа, а ние не ги учиме. Една се случи и кај вас, она страшна автобуска несреќа, што исто така беше на некој начин потврлање на нашиот систем и нефункционалноста на институциите. Имавме пред неколку години за време на ковид кризата исто ужасна ваква трагедија каде што во пожар загина пациенти кои се лечеа во модуларна болница и тоа не заврши со никаков исход. Сите практично несреќи, не само тоа што не добиваат никаков исход, туку покажува тоа дека нефункционалноста на системот не е само во минатото и потврлањето на институциите на многу нивоа, туку таа продолжува и до ден денес. Тук трябва да ви припомня и онази ужасна трагедия преди известно време, когато също деца с автобус изгоряха на магистрала Струма, прибирайки се към Северна Македония. Така е, точно. И за разлика, да кажеме, од судска постапка која се водеше кај вас, бидејќи се случи на територија на ваша држава, кај нас немаше ниту таква ефикасност, ниту таква како да кажеме, однос да се дознае вистината, да се дознаат вистинските виновници и да нема заштитени и привилегирани во целата ситуација. И токму затоа гневот на граѓаните кај нас е подеднаков кон сите. Вие во моментов не може да најдете политичка партија или политички субјект кој ќе има апсолутна доверба и апсолутен кредибилитет денес да излезе и да каже или да го обвини политичкиот или партискиот противник, како што се случува изминативе 24 часа. Апсурдно додека фамилиите на жртвите и на настраданите се во целосен хаос и агонија и возат од град до град и ги бараат своите деца или своите блиски, кај нас имаме на политичката сцена јас би рекол едно препукување и едно мерење чија вина е поголема. Дали дозволата била или не била издадена за овој клуб во времето на власта на ВМРО ДПМН или во времето на власта на СДСМ, што е апсолутно небитно и апсурдно. Факт е дека се случува голема трагедија, факт е дека не се случуваат големи трагедии во низа со години, факт е дека нашиот систем и нашето општество не функционира и факт е дека здружено
различни политички гарнитури низ годините ни убедуваат дека нас Европска унија не ни е потребна. И за жал на еден ваков трагичен начин нас ни се покажува и како колку ни е потребна Европската унија и тој систем. Меѓу другото, нашата држава за среќа го активираше механизмот за цивилна заштита на Европската унија, па голем дел од помошта и превземањето на повредените, тука да се заблагодарам и на Бугарија, затоа што мислам дека и прва Бугарија испрати и авион, и помош, и превзема дел од повредените, дел од тешко повредените, затоа што македонското здравство ниту има капацитет во моментов, ниту има стручен и било каков друг капацитет да се справи со толку голем број на жртви од ваков тип на повреди. Благодарение и на Бугарија, и на Грција, и на Србија, и на сите земји од Европската унија кои се вклучија во оваа помош, практично ќе се обидете сите вие да ги спасите животите на нашите граѓани за кои нашата држава била должна да ги спаси. Затова са съседите да си помагат и да се разбират. Макар че имаме проблеми, но това на фона на тази трагедия е пренебрежимо. Аз просто ще ви припомня, че в началото на 20 век и в България се случи подобна трагедия в една дискотека в София. Загинаха деца, те бяха премазани от една блъсканица. По-късно имаше пожар в една дискотека в Румъния. Наскоро пък този трагичен инцидент в Нови Сад. Този балкански синдром, като че ли институциите да не си вършат до край работата, води до това. Можем ли да направим този извод? Се разбира дека секоја држава си има своја специфика, меѓутоа секаде каде што потврла системот и секаде каде што профитот или корупцијата е над некакво си јавно добро, може да се случат несреќи какви што вие ги набројавте. Значи не е ниту едно општество или ниту една држава имуна на несреќи од различен тип. Ние секогаш не би можеле да ги поврзуваме сите несреќи со некаков коруптивен, едноставно несреќи се случуваат. Меѓутоа ваков тип на несреќи говорат за една многу подлабока ситуација на неказнивост, една многу поголема ситуација на прогледување на работи кои можеле и да се превенираат и да се предвидат за да не се случуваат вакви несреќи. Јас не сакам да верувам дека е тоа балкански синдром, затоа што сакам да верувам дека ние сме исто така дел од и од европскиот континент и од Европската унија и во поглед на стандардите и во поглед на вие особено, и ние се трудиме тоа да бидеме и во поглед на стандардите и во поглед на вредностите кои треба да ги негуваме како едно општество, и затоа треба практично да се солидаризираме меѓу себе како што вие направивте кон нас во однос на оваа несреќа, меѓутоа не треба да се чека да се случат вакви несреќи за да разбереме дека практично ние најдобро треба да функционираме со нашите соседи. И се надевам кога еден ден ќе стане Северна Македонија членка на Европска унија, тоа ќе значи практично најдобри односи со соседите. Благодаря ви за това, че изразихте вашето мнение свободно. Ние сме винаги били до вас да ви помагаме, да се разбираме. Това е най-малкото, което може да направим и да се молим и да се надяваме да нямаме повече жертви. Благодаря ви още един път. Ви благодарам уште еднаш на вас лично се разбира и на вашиот телевизиски канал, меѓутоа уште еднаш благодарност и до бугарската држава и до бугарската јавност за целата помош што ја пружаат. Никица Корубин, общественичка и бивш депутат в Македонския парламент, пряко в ефира на Прайм Тайм за тази ужасна трагедия.